Овде ќе покажеме како се изработува една подница, мрежеста подница, која доста е барана кај нас, но на еден едноставен начин. Подницата се состои од 4 дела, значи парчињата се распоредени во висина од 6 см. Значи ова е подницата што бе треба да се формира и во неја да се постави една мрежа. Мрежата е со димензии 3,15 мм, со поголема дебелина на жиците од која е ткаена, за да има малку поголема цврстина подот на оваа подница. И таа, после тоа, бидејќи не е поцинкувана, се префарбува два пати со лак, со бродски лак. Тоа ја штити за долговечност, да не воопшто да не раѓосува и да немаме проблем да користиме подницата и 30 или 40 години. Ова е лесоницко изработено лесоницки правоаголник кој ни служи за контролирање на аголот, дали е поставен добро, дали е поставена добро подницата. Значи тој е со исти димензии како сандакот и тој ни служи за да не дојде до ромбоидна положба на подницата. Значи спрема него ние ги контролираме од кога ќе ја залепиме, кога ќе ја поставиме, кога ќе ја заковаме, да се исконтролира нејниот правоаголната форма. За правилна изработка на подницата и во исто време на зацврстување на мрежата во жлебот, потребна е една лајсна која има дебелина од 3,2 мм. Во трговијата постојат повеќе дебелини лајсни, значи од 2,2 до 2,4, 2,6, 2,8 до 3,2 мм. Затоа пред да почнеме да изработуваме подницата, тишто што изработува материјалот од штици, потребно да знае колку е дебелината лајсната за да може таа да биде правилно искористена. Таа лајсна е потребна при поставувањето на мрежата во жлебот со своето поставување во неа да ја стегне таа мрежа во жлебот. Заради тоа е точно прецизно треба да биде таа што би се рекло фес во него, да не биде лабава, ниту да биде премногу широк жлебот за неа. За користење на мрежа се користи, кој што реков, мрежа со 3,15. Значи коцкиците на мрежата се со димензии 3,15 мм. Мрежата не е поцинкована, затоа што во трговијата нема некои посоодветни мрежи што имаат поголема дебелина на жицата од која се ткаени, туку ги има многу потенки, па така да тие после тоа многу се тешки за работа. Потребна е некоја поддебела жица од која се ткаени, за да може да има поголема цврстина подот на подницата. Овој жичен под. Оваа мрежа, право, бидејќи е искривена, онака како што е сечена, потребно прво да се исправи. Исправањето, што е битен дел од работата, се врши на овој начин. Со задржување на една страна, се притиска благо со прстите и се добива постепено исправање на мрежата. Значи, ако запнеме многу поеќе да го стискаме, можеме да дојдеме до обратна насока да се извитка мрежата. И на тој начин добиваме мрежа што има некоја си многу по-добра форма. Понатаму продолжуваме ивиците кои не се добиле добра форма, да ги исправаме. Кога ќе бидеме задоволни со мрежата која е исправена, тогаш може да преминеме на заковување на дрвените делови од подницата. При кувањето се користат
клинци со димензија од прилика 5 сантима. Прво се нанесува дрвофикс на овој дел заради подобро стегнатост и внимаваме да не го промашиме едниот другиот со жлеб. Значи, кога куваме, гледаме онаа површина што е кај што ќе лежи сандакот, врз неа да биде максимално правилно. Значи, ја гледаме една страна и гледаме друга страна. Тоа го продолжуваме и со остаток од сандакот. Од кога го завршиме првиот дел, кога ги заковаме страните, ја поставуваме мрежата во жлебот. Значи, внимаваме, бидејќи се случува разделување на мрежата на краевите, што може многу тешко е за спречување. Внимаваме кога ставаме, за да поставиме во средината. Од кога ќе поставиме мрежата, други дел го поставуваме со дрвофикс и го припремаме за поставување. Многу битно е да се знае дека мрежата отпосле не се поставува. Значи, таа мора да се биде поставена точно во моментот кога се закоруваат горните делови. Кога поставиме мрежата, може да видите, значи тоа се кова со по 3 клинчиња од предната страна, но исто така се заковува и со 2 клинца од контрастрана. Тоа кованјето го вршиме отколку дрвофиксот ќе стегне добро, за да не може да дојде до било какво помрднување или на флегување на натре на штичката, за да се одржи рамно од прав агол да биде правилно. И тоа го правиме во вториот дел. Битна работа е на оваа правоаголна лесониска плоча, која е со исти димензии како сандакот, правиме контрола дали ни е под прав агол изведено. Значи може да видите тука дека тоа е готово идеално, идеален правоаголник кој ни врши функција на ова. Значи тоа може да се погледне на тој начин. Шум сме утврдиле дека е тоа се во ред, можеме да пристапиме кон затегање на мрежата со дрвените лајсни, со лесониските лајсни. Тоа се прави од долната страна, значи се притиска кон горе. Дрвените лајсни може да ги добиете на разни начини, значи тие не се битни нивните точни димензии, значи битни се они да стегнат, да извршат стегањето. Значи, на овој начин тие влеваат во тој жлеб и ја стегаат мрежата во сите 4 краја. Еве сега ќе изведеме како тоа изгледа. Прво со дрвофиксот вршиме пополнување
во жлебот. Дрвофиксот има за цел да навлезе во мрежата, од кога ќе се исуши тој станува цврст и во исто време да направи залепување со лајсната и со дрвениот дел. Кога тоа ќе се изврши во правилно, тоа ще добива на црстина што ја држи мрежата затегната во сите 4 правци, онака како што затегнале во првиот момент. Еве сега ќе ви покажеме дали е светлото погодено само. Значи, лајсната е поставена близко. Ондека што не сме ја чукнале мрежата, сме добиле. Еве како изгледа тој дрвофикс кој испаѓа од мрежата и после тоа кога ќе се исуши, можеме да поставиме и додатна количина, доколку сакаме да во помал обем, само од првиот пат, за да извршиме едно уште подобро залепување, стегање на мрежата. Видите дрвофиксот заедно со дрвото кој ќе се исуши, тоа е многу цврст. Сега правиме затегање на мрежата контра. Значи, прво ја затегнаме од една страна, сега ќе го извршиме тоа од другата страна. Кога ставаме сега дрвофикс, ставаме малку повеќе и со чукањето вршиме пропаѓање на дрвофиксот. Вршиме мерење отприлика грубо за потребата на лајсната и започнуваме со стегањето. Значи, испаднетиот ќе го замазниме дрвофикс и ќе провериме дали сме чукнале по мрежата негде. Кога ќе завршиме на таа страна, пројдеме на контрастрана и сега гледаме како мрежата добива се по-добар облик правец. Еве на друга страна кај што вишокот излегува. Може да го избришеме доколку премногу сме ставиле, но тоа не е штета. Значи еве сега добивме подница која има релативно права мрежа и која се уште беше во право линиски, секако што треба спроведено до танчина. Последна операција е после стругање, бидејќи не е се уште добро остругана делот кај што е обработувано со бургија.
вршиме додавање на клинчиња кои имаат, значи, потенки од овие клинчиња, значи мериме на кои делови може да, кои се деловите кај што може пчелите да влеваат без проблем и значи на тие раздалечини ги поставуваме клинчињата внатре. Значи потенки клинчиња, тројка или четворка. Од тие клинчиња но ги поставуваме во задниот дел на штицата, за да може овој дел да се употреби за затварање со стива при селење. Таа стива доаѓа до ставените клинчиња од позади и на тој начин спречува да влезе внатре во сандокот да ни пропадне, а има доволно длабочина за да може таа да се стутка, да се постави и да не се извлече случајно во текот на транспортирањето. Значи тоа е на овој начин се изработува оваа мрежеста подница. Едноставна мрежеста подница.